Господине Тошковски, вчера објавивте соопштение дека полицијата затворила 2 локали во Полошко. По различни околности, финансиска недисциплина, немале елаборати и така натака и така натака. На 21 декември 2024 година овој локал бил пломбиран од УЈП. Продолжил да работи другиот ден. Полицијата не реагирала, гледаме од Полошко дека можела да реагира и да ги затвори објектите. Не гледате вие никаква одговорност кај полицијата, кај активните полициски функционери за тоа што не го затвориле локалот, иако знаеле дека продолжил да работи. Тоа е прво. И втора работа, проверивте во УЈП кој му дозволил да продолжи да работи без притоа да превземе никаква активност. Бидејќи до сега гледаме дека имаме само обвинети, ама тие биле некогаш на функција. А одговорноста во суштината би требало, според секоја правна логика, бидејќи сте адвокат, знаете, тој во моментот што е одговорен за ситуацијата, тој би требало да биде прв повикан на одговорност. Ви благодарам на прашањето, ќе почнам од второто. Не можам да се сложам дека актуелни вработени во рамки на Министерството за внатрешни работи на одредени позиции или па во рамки на другите институции кои што биле директно инволвирани со предметниот кривично правен настан не се дел од осомничените или пак не се дел од истрагата. Тоа прво. Второ, во однос на сите оние дејствија кои што се предмет на истрагата и се предмет на понатамашниот тек на постапката, согласно она кое што ќе биде превземено во рамки на истата истрага, во моментот кога ќе можеме да го споделиме со јавноста, ќе го споделиме. Во однос на сите оние останати детали, повторно ќе напоменам, јавниот обвинител е оној кој што е доминус литис во рамки на постапката. Истиот во текот на денешниот ден имаше доста детално информирање на јавноста, тука и ќе се задржам јас. Повелете други прашања. Министри, околу оваа логика, беше потенцирано државниот обвинител Куцевски дека се осомничени екс-директорот на Пазарни и другите инспектори затоа што не постапувале, односно не вршеле инспекцијски надзори. Дали тоа значи дека новиот директор постапувал и правил инспекцијски надзори бидејќи не е меѓу осомничените? Во изминатиот период од страна на јавноста беа отварани многу прашања кои што директно или индиректно се поврзани со предметниот кривично правен настан. Добро е што јавноста е будна, добро е што јавноста поставува прашања. Ве охрабрувам и понатаму да продолжите во истата насока, но институциите мора темелно, законито, професионално да си ја сработат работата. Во оној момент кога ќе ги утврдиме сите потребни факти со предметниот кривично правен настан, соодветно и ќе постапиме. Во однос на сите оние кои што имаат било каква, дали директна поврзаност или индиректна поврзаност со предметниот кривично правен настан. Не ми одговоривте само за УЈП. Јас мислам дека ви одговорив. Се она кое што е поврзано со истрагата, се она кое што е поврзано со било какво дејствие кое што директно или индиректно би можело да влијае од кривично правен аспект на фактичката состојба, ќе биде процесирано во рамки на самата истрага. Истрагата, повторно ја информирам јавност, формално е отворена вчера со поднесување на кривична пријава од страна на Министерството за внатрешни работи. Во текот на претходниот ден исто така имавме поднесено кривична пријава против дел од осомничените во рамки на посебна постапка согласно стварната надлежност на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, затоа што предметните лица беа полициски службеници и во однос на тие истрагата започна пред 2 дена. Во однос на сите останати истрагата започна вчера. Така да ова е само почеток на сето она кое што следи. Уште еднаш сакам да уверам македонската јавност. Секој еден детал поврзан со предметниот кривично правен настан, должност е на јавното обвинителство во соработка со Министерството да го утврди, да го изанализира и соодветно да го процесира. Секој еден детал. И тоа и ќе го сториме. Ве уверувам. Тоа значи дека може да очекуваме одговорност или повикување на одговорност на актуелните функционери во државен пазарен инспекторат, локалните функционери во ДПИ, локалните началници, останати полициски функционери, во УЈП раководители и така натаму за актуелни избори. Тоа значи дека секој еден кој што е поврзан директно или индиректно со предметниот кривично правен настан
ќе биде повикан на одговорност. Со такви јавни изјави, дали премиерот може да ја попречи ова истрага? Знаеме пред 2 дена кажа дека Папазов дал оставка само од морални причини, дека нема никаква одговорност, а тој е уапсен, веројатно не сте уапсиле за ништо. Мислам дека господине сам дадовте и прашање, сам дадовте и одговор. Очигледно дека действијата кои што ги превземаме по насока на јавниот обвинител се професионални, очигледно дека сето она кое што го имаме превземено во изминатиот период е целосно во рамки на законските овластувања кои што ги имаме. Нема овде наши ваши. Овде има луѓе кои што се одговорни, има луѓе кои што не се одговорни. Но мораме да почитуваме процес на правда и мораме темелно и посветено да ја работиме истрагата како што доликува на една држава која што треба да одговори соодветно во ваков начин. Знаете, и сами рековте дека јавноста има право да ве следи будно поради тоа што се случуваше во минатото. Тоа го изјавува премиер на една држава, не го изјавувам ја. Прашањето е дали изјавата е во насока да се одбранат блиски луѓе на вашата партија. Еве да бидам по Апсолутно не, и тоа го докажуваме со дела. Тоа се докажува. Министер, и вие го кажавте истото на прашањата дента во Кочани, јас ве прашував за одговорностите на градоначалникот, ми убедувавте дека не е виновен, и вие го кажавте истото. Значи, согласно действија кои што се превземени од наша страна во конкретен момент, согласно конкретни докази, сме превзеле конкретни чекори. Кога сме обезбедиле конкретни докази поврзани со предмет на кривично правен настан за конкретни лица на степен на основи на сомнение, сме подале кривична пријава. Кога ќе дојдат на степен на основано сомнение, ќе има обвинение. Прашањето на колегата е, ако вие како политичари тврдите дека нема одговорност кај никого пред да има истрага и да се пронеде степен основ за сомнение, вие претходно тврдите дека нема одговорност, дали тоа може да попречи на истрагата и да врши притисок и врз обвинителите и врз другите истражни органи? Ако ги земеме предвид и поранешните изјави на премиерот кои што се директен атак врз судството и обвинителството, мислам дека е нормално да се постави ова прашање и да се очекува дека ќе има влијание. Секој има право на свое мислење, ова е демократска држава, секој има право да си го каже своето мислење, институциите се должни да работат согласно закон и тоа го покажуваме со дела, а не само со зборови. Други прашања повелете. Колку пати кажавте дека системот е трул. Зошто сега да има јавноста доверба дека ќе успеете да победите во оваа битка со оглед дека тие се институционалните капацитети? Затоа што имаме чесен пристап, затоа што си ја сакаме Македонија и затоа што македонскиот народ е мудар народ и гледа разлика од претходно. Министр, уште едно прашање, неколку колеги побаравме наредбата за спроведување на акција вечерта во локал. И ја немаме до вие 5-6. Се што е предмет на кривичната постапка ќе биде дадено до јавното обвинителство, се што е поврзано од аспект на материјални докази ќе биде дел од самата издрага. Сега за сега можам да кажам дека сите докази кои што треба да бидат дел од оваа истрага се од огромен број. Убеден сум дека уште многу тој број ќе се зголемува, така да сметам дека јавното обвинителство ќе треба да го превземе како доминус литис, пак ќе повторам, главен во рамки на спроведувањето на оваа истрага во иднина, целокупното располагање со сите докази кои што се поврзани со кривично правниот настан. Тој доказ е поврзан со кривично правниот настан.